Денес, 21 мај, е Светски ден на културната различност. Во 2001 година УНЕСКО ја освои Универзалната декларација за културен диверзитет и во декември 2002 Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 21 мај за Светски ден на културниот диверзитет за диалог и развој. Рамковниот договор допринесе во однос на вклучувањето на помалите етнички заедници, односно и поголемата мнозинска заедница, а тоа е албанската, за нивно интегрирање во институциите на системот, со нивно вработување, со онаа правична застапеност, каде што помалите етнички заедници во претходниот период пред тоа можам да кажам дека процентот на нивната застапеност беше многу минимална, а со оглед на потпишувањето на рамковниот договор значително се зголеми бројот на вработените кои што се директно вклучени во институциите и кои што можат да помогнат на самата заедница. Овој ден ни дава можност да го продлабочиме нашето разбирање кон вредностите на културната разновидност и да научиме да живееме подобро заедно. Во однос на промената и различноста на самите граѓани во Република Македонија и согласно Уставот на Република Македонија, можам да кажам дека припадниците на помалите етнички заедници можам дека доприносот кој што е направен во овие десетина, можам да кажам 15 години, е значително зголемен, пред се најмногу во делот на образованието. Преку охрабрување на луѓето и организациите од целиот свет да преземат конкретни активности за поддршка на различноста, се има за цел да се подигне свеста за важноста на меѓукултурниот диалог. Исто така да се изгради светска заедница на индивидуи посветени на поддршката на различноста со вистински секојдневни животни ситуации, за подобрување на разбирањето и соработката меѓу луѓето од различни култури, вера и нација.